Целта на проектот е подобрување на работните услови на земјоделците во земјоделскиот сектор преку употреба на земјоделската механизација и од различни хемиски средства како пестициди и хербициди. Воедно, исто така Сдруженијето во сработка со Дит Медија како главни активности ги насочувавме кон информативно-едукативни настани, каде што со овој настан денес е последниот од проектот кој што се имплементира во рок од 6 месеци, а со тоа се дават и целосна информација за самата безбедност на земјоделците во Пелагонискиот регион. Резултатите од проектот е тоа што имаме недоволна информираност од страна на земјоделците кои што немаат доволен увид во употребата на земјоделската механизација кој што треба да им дава стручните лица, тоест експертите и поточно од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија, а исто така како и од страна на Агенцијата за поттикнување за развој на земјоделието. Воедно исто така можам да напоменам дека како резултат од овој проект е тоа што со овие настани информиравме над 100 лица кои што се директно вклучени во овој проект, а исто така се планира проектот да продолжи наредната година со цел за подобра ефикасност законот за безбедност и здраве при работа, а со тоа и учеството на законот за работни односи во земјоделскиот сектор. Тоа што можевме да видиме на терен е дека мерките и прописите на законот за безбедност и здраве при работа скоро воопшто и да не се применуваат. Секако има повеќе причини за тоа. Од руралните средини по нашиот регион земјоделието практички е семеен бизнис, тоа се предават генерација во генерација во која што работат сите, од најмали до најголеми, тоест до најстари и жени и мажи. Тука најмногу може да се забележи експлоатацијата на детскиот труд, затоа што од 3-4 наутро може да се видат деца како работат по земјоделските површини, како берат тутун, копаат, ораат, поврзани или работат активности поврзани со земјоделството. При тоа изложени на различни временски услови, а без некоја определена заштита. Исто така многу често може да се забележи како управуваат со земјоделска механизација која што добар дел од случаите не е целосно исправна. Таа земјоделска механизација е преку 20 години стара, премногу амортизирана, а не е соодветно поправана, односно одржувана, поради што често јавува и дефекти, кои што дефекти се причина за голем број на несреќи, а дел од тие несреќи завршуваат и кобно по човечкиот живот. Сега добро при услов за тоа имаат и за несреќите, имаат и самите земјоделци кои што свесно управуваат со таа целосно неисправна механизација, нецелосно исправна механизација. Небезбедно ја управуваат, возат на небезбедни терени, ја преоптеретуваат, а при тоа да не се стручно обучени, затоа што во Македонија не постојат никакви обуки, ниту пак некакви полагања за стручно и професионално користење на земјоделска механизација. Порано во Југославија имало такви обуки, меѓутоа за жал сега денес во Македонија не постојат ни полагања. Добра причина за нецелосното имплементирање на мерките за безбедност имаат институциите секако, кои што се чинат како се распуштиле земјоделските задруги, комплетно земјоделскиот сектор е оставен самиот на себе. Инспекторатот за труд воопшто не прави никакви контроли на површините на индивидуалните земјоделци, кои се ги обработува, на кој начин обработуваат, како работат, кои се условите. Например, откако се распуштиле, како што кажа, земјоделските задруги, земјоделците не се ни приморани пак да прават редовни медицински прегледи. Поради тоа, здравствените институции немаат ни евиденција, камоли да превземат нешто друго околу повредите, заболувањата, болестите со кои што се соочуваат земјоделците при нивната работа. Бројот на појавата на несреќи кои што се како резултат на учество на земјоделските производители како директни учесници во сообраќајните несреќи е доста висок. Меѓутоа преку статистичките податоци кои што ни се на увид може да се види дека големо е и учеството на самите деца во тие несреќни случаеви кои што се со последици, смртни последици и со повреди. Сето тоа е резултат на недоволната, например, едукација, трката во време да се завршат работните процеси и она што го спомнаа претходно дека станува збор за земјоделско производство кој што е семено производство, односно кој што се пренесува од колено на колено и луѓето кои што учествуваат кои што учествуваат во самото земјоделско производство пред се во кругот на самата фамилија. Знаеме во каква состојба се нашите земјоделци. Ако веднаш одиме со казнување нивно, тогаш ќе се појави уште поголем проблем во поглед на понатамошно дообјаснување, до едукација и до досредување на одредени работи правни. Како што кажаа претходните, одговорен е инспекторатот за труд.
Меѓутоа, дел и од самите инспектори, според мене, треба да се поминат некои обуки, кои што треба да знаат што треба да најдат на терен, што треба да уочат, што треба да покажат и што треба да отстранат. Исто така, недостатокот во поглед на едукација, во поглед на обука, во минатото, како што спомна дека во бивша Југославија, тоа е веќе малку далеку, 30 на години сме веќе самостојна држава, меѓутоа се уште немаме донесено закон за земјоделска механизација, која што земјоделска механизација се спомна во повеќе закони, законот за заштита на растенија, фитофармација, законот за односно за атести, хомологација и така натаму. Меѓутоа конкретно закон за земјоделска механизација не постои, кој што ќе ги предвиди сите работи кои што треба да се спречат евентуалните последици кои што ќе настанат како резултат на користењето на земјоделската механизација. Од друга страна, самиот трактор како погонска машина, таа може и е дел од сообраќајот, што значи не може лице кое што нема положено возачка да ракува со погонска земјоделска механизација. Меѓутоа, начинот на полагање или начинот на возење на трактор е сосема различно од возење на автомобил. Од друга страна, небезбедното пренесување на работници со помош на приколка, со помош на трактор од едно место на друго, од една локација на друго, исто така представува проблем. Необезбедување, нерегистрирање, непоменување на техничките, техничките решенија или техничките прегледи кои што треба машината да ги помине. Спремивме една презентација со цел да ги запознаеме земјоделците со Законот за безбедност при работа, се она што Законот за безбедност при работа опфаќа. Тука спаѓаат обврските на работодавачот, правата и обврските на вработените лица, како и мерките кои што треба да бидат превземени за да увидени опасности и штетности на работните места бидат потполно отстранети доколку е можно или пак бидат сведени на минимум. Конкретно на оваа презентација одбравме тема безбедно ракување со хемикалиите, сакајќи да покажеме се она што треба да го знаат нашите земјоделци за користење на безбедно користење на хемикалиите. Тука го вклучуваме користењето на личната заштитна опрема, препознавање, читање на етикетите на секој хемиски производ, начинот на нивно чување и начинот на нивно одлагање. Денешната работилница е на тема јакнење на капацитетите на граѓанските организации од Пелагонискиот регион за креирање на јавни политики во областа на безбедност и здравје при работа на земјоделците, кој што е во дел од проектот за превентивна култура за безбедност и здравје на земјоделците во Прилепе Пелагонискиот регион, кој што е поддржано од Европска унија како грантова шема на Македонското здружение за безбедност и здравје при работа. Нашата организација, достоинствен работник, која што работи на делот за унапредување и подобрување на работните односи со акцент на безбедноста и здравјето при работата на работниците,